Председателе, политичката криза во земјава достигна кулминација. Лидерот на СДСМ Зоран Заев веќе 2 месеца објавува прислушувани разговори. Ве прозиваат зошто досега не сте се обратиле во јавноста со ваш став за оваа политичка криза. Каков е ставот на председателот за моментната ситуација? На почетокот дозволи да ги поздравам вашите гледачи. На почетокот ја излегов со едно пишано соопштение и ги кажа моите очекувања и ставови од сите вклучени во себе ова. Тоа што не бев присутен во јавноста не значи дека не остварував одредени активности и преземени одредени начини за справување со себе ова. Во изминатиот период имав интензивна агенда и средби со многу надлежни институции во сферата на безбедноста, средби со многу амбасадори, а присуството на клучни меѓународни настани што се случува како Минхенската конференција за безбедност, присуството во Обединетите нации во Женева, Европската академија што има во Салзбург и Кран Монтана форумот беа можност за споделување на сознание и информации со нашите пријателски земји, пријателите на Македонија за сите актуелни состојби. Така што во овој период и не чувствував потреба сето тоа да се соопштува на јавноста, затоа што има многу работи кои се случуваат за затворени врати. Так. Овој денешен разговор коинцидира со разговорите или преговорите, како да ги наречам, во Брисел, што почнаа денеска со посредство на тројца европратеници и со делегации на ВМРО ДПМН и на Социјалдемократскиот сојуз. Еврокомисијата некако е пострана од овие разговори. Како ги оценувате овие разговори? Диалогот власта-опозиција со парламентарците во Брисел? За поздравување е секој диалог, затоа што на тој начин почнува процесот кој треба да дојде до некоја завршница. Така што активноста на Европскиот парламент, односно тројцата негови представници, на некој начин навестува дека ќе се разговара за тоа што го бара Европскиот парламент. Сите активности да се одвиваат во нашиот парламент, во собранието, а услов за тоа е опозицијата да се врати во собранието и таму да ги користи сите механизми, инструменти за сето она што го тврди преку своите пресконференции и јавни настапи, да го институционално, да сето тоа да добие институционална завршница. Но во 2012 по повод настаните од 24 декември, тогаш со интервенција на Еврокомисијата на комесарот за проширување Штефан Филе, повторно ги вратија овие чинители во собранието да разговараат. Потоа опозицијата и сега тврди дека повеќе нема доверба во пишани листови хартија. Како ќе се вратат сега? Тоа е една состојба која ја инициирав тогаш заедно со помош на комесарот Фуле. Тогаш Европската комисија беше ангажирана и се изготви, како што се вели, листа по која се постапуваше. Европската комисија сигурно ќе биде вклучена доколку опозицијата се врати во парламентот, затоа што Европската комисија има политичка агенда, односно станува збор за нашата европска агенда, каде лидерите на партиите веќе ќе има точно утврден редослед како да се справуваат со сето ова што не се случува. Значи тоа е сосем поинаков процес. Тоа станува збор на средби со лидерите на политичките партии, тоа е политички процес. Сега зборуваме за почеток, за да имаме на некој старт, за да имаме одредена разрешница на актуелната ситуација. 4 и повеќе години се прислушувало. Имаме ли безбедносен проблем? Ве повикуваат зошто не го свикувате и Советот за безбедност? Па сите тие што го повикуваат, а ги гледам и бивши политичари, аналитичари, треба да знаат дека од 2005 година имаме ние закон за справување со кризи во која е утврдена постапката како се постапува во вакви моменти. Затоа што ја не можам да расправам на основа на медиумски извештаи или изјави на експерти. Си има одредена процедура како заседава Совет за безбедност и заклучот и сите што ги носи ги обврзуваат и владата и собранието. Во меѓувреме ја имав состаноци со надлежните институции од сферата на безбедноста кои на некој начин се под моја надлежност, со Агенцијата за разузнавање, со военото разузнавање. И ги барав сите можни закани или ризици кои постојат од надвор. За сите тие укажани состојби ние ги известивме пријателските служби и земји. Околу 15 членки на Европската унија и НАТО се известени за сите можни потенцијални ризици закани за Македонија. Од тој аспект, значи, процесот во сфера на безбедност се одвива. Прашањето од внатрешната безбедност се резултат на сето она што треба да биде утврдено како е до ова дојдено. Но тоа мора да си има свој институционален ред.
И тука отсутството на опозицијата од парламентот и од работата на комисиите кои се задолжени за контрола на службите, на некој начин ни одмага. Веројатно после се во ова ќе имаме ангажираност од сите субјекти и на основа на групата за проценка и од анализите изготвени Совет за безбедност ќе расправа и ќе носи заклучоци. Пред да поминеме на причините и последиците од прислушувањето, некако самиот чин на објавување на овие материјали коинцидира со новата влада во Грција. Често се спомнуваат странските служби од повеќе земји, меѓу кои оваа земја назначена. Самата коинциденција на објавувањето на овие материјали со новата грчка влада, која не е обремената ниту со креирање на спорот за името, ниту пак со неговото решавање, дава сомнеш во потребата или во намерите на овие материјали прислушувани, меѓу кои има и за спорот за името и за неговото решавање, како што рече лидерот Зоран Заев, во нивната добронамерност. Има многу сопаѓања, но на основа на тоа не можеме да излекуваме заклучоци. Ќе сеат и многу конспиративни теории, многу мислења од разни самоповикани аналитичари. Ние едноставно треба да го следиме оној тек кој го имаме предвидено суставот, законите и позитивните искуства во вакви случаи. Прашањето што го отварате со името со соседна Грција на некој начин е влезено во поинаква фаза. Имаме нова реалност. Прв пат на политичка сцена на Грција имаме политичари кои не се обременети од наследството од студената војна и особено од граѓанската војна во Грција. Се менува парадигмата. И ние стануваме свесни која штета ја трпиме од овој спор. И стануваат свесни одредени субјекти со кои имаме контакти дека и ние и Грција сме влезени во туѓа игра. Дека штетите ги трпиме ние. Ова не е со тек на време некој ја создал представата дека е наша игра. Не, напротив. И Грција ние сме вовлечени во една туѓа игра во која интереси ги има другите, а ние имаме само штетата. Така што ова млада гарнитура, без разлика колку ќе обстои, ги отвара и другите прашања на проблемот со името, со кој ќе се соочуваме ние и граѓаните, и бизнисмените, и сите оние кои досега трпат само штета. Нема никаква корис. И тоа е и штета и за нас, но и за самата Грција по угледот, по нејзиној угледот што е нарушен во однос на сите овие случувања, во однос на името. Така што верувам дека ќе има поинаков ток и нема да робуваме на сето она што досега беше поврзано со проблемот околу името. 4-5 години се прислушувало. Премногу долг период за да македонските институции не го откријат овој чин. Сметате ли дека треба да се сноси одговорност за самиот чин на прислушување? Очекувате ли разрешувања, оставки, пресуди? Апсолутно. Затоа велам сето тоа кога ќе се констатира, бидејќи мора да имаме процес кој ќе биде во парламентот, кој се однесува на работата на безбедносните служби. Исто така и имаме заклучоци кои треба да пристигнат од надлежните органи при владата, но исто така и сето она што ќе се констатира од судскиот процес ќе биде основа за да преземање на одговорност на сите оние што приделнеле или со своето неделување дозволиле вакво нешто да се случи. Одговорноста секој пат доаѓа на крај кога ќе се констатираат состојбите. Така што ова е нешто што не се случува само на многу земји поминале низ вакви состојби. Многу најсилните земји не успеале да се обезбедат и нивните информации да не се прелеат. Меѓутоа е можност за една сериозна промена, да ја кажам, или трансформација на нашите безбедностни служби. Прочистување во хоризонтално и вертикално? Прочистување и, односно, помош ке ни треба тука секако кон тоа што се спремеме. Значи, и од НАТО и Европската Унија, од искуствата што ги имале членките на НАТО и Европската Унија во вакви состојби и кои механизми се преземени и на каков начин се решава. Затоа што ние институционално можеби сме компатибилни, меѓутоа потврдил човечкиот фактор. Во случајот пуч веќе имаме судска пресуда. Значи лицето кое е осудено признало дека нелегално вршело прислушување, потврдена и веродостојноста на материјалите, потврдено е присуството на странските служби. Тоа што загрижува е дали сметате дека
со исти интензитет ќе се води процес и за случајот прислушување, односно за доказите кои што беа поднесени од страна на опозицијата за прислушуваните материјали, и дали сметате дека и по тие материјали ќе треба да сносат одговорност лица од македонската политика? Сега е период кога сите институции треба да го покажат својот капацитет и подготвеност да се справуваат со своите предизвици. Ова е тест за нашите институции. Сега ќе го видиме судството колку ни е транспарентно, отворено и колку тоа може да се справува како неутрална институција. И од сето она што е покренато од страна, збориме за случајот со Пуч, и она што е доставено од страна на опозицијата, сите тие предмети. Но јавноста треба да знае, едно е кога настапувате во јавност и изнесувате ставови, и тоа е убаво за кампања и за медиуми. Судството бара соочување со другата страна, со докази и на крај носене на пресуда која подлежи, знаете, на второстепена постапка, која е односно кога целиот правен систем веќе е во функција. Во овој случај Пуч, еден од обвинетите е и лидерот на опозицијата Зоран Заев. Постојано се зборува за правна и за политичка разрешница на случајот. Би го аболицирал ли Зоран Заев за да има политичко решение на случајот прислушување? Кога беше аболициран првиот пат беше сосем поинаков закон и беше поинаква улогата на председателот. Сега има промена на законот и постапка која треба прво Министерството за правда целиот случај да го расчисти па да предложи. Веројатно околности се изменети и секој ќе сноси одговорност за сето она што го придонел за оваа актуелна ситуација. Така што рано е да се кажува, тоа станува во доменот на политичките лидери кои како што кажав, кои со помош на Европската комисија ќе мора на некој начин да се соочат со сета оваа состојба и да секој да си ги преземе одговорностите за тоа што ова не наоѓа. Во рамките на политичкиот диалог сте го повикале ли некогаш Зоран Заев да разговарате преди кризата и по кризата? И кога беше избран за лидер на опозицијата, го повикав да дојде во кабинетот. И пораките што ни беа упатени од претходниот председател на Европскиот совет, кои се пренесуваат усно, кои на некој начин имаше навестувања за одредени состојби кои сега ни се случуваат и допрва ќе ни се случуваат и кои треба да ги знаат лидерите на политички партии, тој одби да дојде. Така до ден денес тој не стапнал во председателскиот кабинет. Како тогаш можеме да зборуваме дека бараме и сакаме да имаме некоја завршница кога вие опште немате диалог, кога не можете да разговарате во институциите. Така што тоа не беше случај со претходниот лидер на опозицијата. Кога имавме кризата со 24 декември, тогаш му се јавив по телефон и го поканив, дојдоа заедно со лидерот на ВМРО, односно премиерот, во моје присуство неколку сати се разговараше зад затворени врати и почна процесот. Значи, за се е потребен диалог. Со монолози не може да се најдат решенија, мора да постои диалог. А вие имате отсуство на потреба на диалог од лидер на опозиција кој воопште не сака ни да влезе во кабинетот на председател, а не да разговара и да наоѓа решение за актуелната состојба. Подготвени ли сте да влезете вие во една медијација на политичко решение во моменти кога ДУИ не ве признава, СДСМ во еден момент ве признава, во друг не, и во момент кога имаме една ваква констелација на односи каде што двете страни покажуваат не само нетрпеливост, туку и непријателство? Јас учествував во справување со две поранешни кризи. На моја иницијатива имав и лидерски средби, имав и мои иницијативи. Тие иницијативи беа поддржани од Европскиот комесар, Фуле, знаете. Меѓутоа, тоа останува на лидерите на партии, затоа што тоа е партиска работа. Партиите треба да се суочат со реалноста. Дали сакаат излез од оваа ситуација и дали сакаат на некој начин од сево ова што ни се случува да ги променат своите структури, бидејќи после ова се неопходни промени во сите политички партии. Партиите треба да си ја сватат улогата што имат во општеството и последиците од сите нивни активности и неактивности. Доколку има желба, јас секој пат сум тука и секој пат сум излегувал во пресред да помогнам, бидејќи освен диалог, како на кој начин политички би ги решавале состојбите. Така што тоа е и сега време на отрезнување и освестување. Самите може да видите кога отсуствувате од диалог со надлежни институции што ви се случува. За крајот на овој разговор и на крајот на денот решение ќе мора да има. Кој е решението?
Решението ќе биде резултат на сето она што ние ќе го иницираме. Бидејќи прв пат се соочуваме да се видиме самите себе какви сме и што сме, со кој капацитет располагаме и како ги почитуваме институциите и процедурите, колку го почитуваме уставот и законите и колку го почитуваме она што сме се договориле. Така што сега станува збор за една чиста политика и капацитет на политичките лидери и политичките партии да покажат колку умеат да се справуваат со вакви состојби во интерес на државата и во интерес на граѓаните. И пред се од аспект на европската агенда. И затоа тука се партнерите од Европа, значи Европскиот парламент во овој случај, во следна фаза веројатно Европската комисија и на крај Европскиот совет. Но и тука, кога ќе ги завршиме нашите обврски, ќе имаме образ да бараме и да очекуваме од Европскиот совет да се соочи од последиците од своите одлуки, односно неодлуки. Тек тогаш можеме да прозиваме и да кажеме дека дел на се во ова има и тоа што Европскиот совет досега не најде начин на Македонија ги почне преговорите. Тоа не е на некој начин алиби за сето она што им се случува, но дека има удел и сето тоа и создадените фрустрации и незадоволства кај сите во политичките процеси во Македонија. Така да, еден ден се ова кога ќе се заврши, секој ќе знае кој е неговиот удел и со што придонел да ни се случува ова и со што придонел да вакви нешта не се повторуваат. Ви благодарам за разговорот.